Голем дел од овие објекти во Тетовско се дивоградби. Некои се во постапка за легализација, а дел од нивните инвеститори воопшто не поднеле документација да ги легализираат, но едно е заедничко за нив. Тие немаат никаква статична и техничка проценка за нивната издржливост во случај на земјотрес. Експертите велат дека градбите во Македонија кога се пуштаат во употреба, по претходна проверка од институтот ИЗИС, треба да издржат земјотрес со јачина од 9 степени според МК за скалата. Но за дивоградбите кои никнуваат како печурки, никој не гарантира и по нивната легализација, затоа што за нивно озаконување се бара само површината на објектот. Така едно време во Албанија и во Драч се градеа такви градби, растеа како шампиньони, денеска истите се рушат или ги имате во кота нула на земјата. Истото може ќе се случи и тука кај нас. Тука е најголемата проблематика, бидејќи објектите кои што се легализираат нема ниту една статичка пресметка, немат ангажирани инженери и тука одговорноста значи паѓа директно во парламентот, владата која што го донесува тој закон, а во спротивно во другите проекти каде што има инженерска способност ангажирано и инженери, одговорноста знаеме дека паѓа директно до инженерите. Професорот по урбанизам Енис Јакупи како проблем ги наведува до градбите и надградбите на објектите кои не се земени во предвид при проектирање на издржливоста на зградата во случај на земјотрес. Поголема ажурност треба да има кај инспекторите кои треба да ја контролираат градбата, дали се изведува согласно проектот, но и стандардите на ИЗИС. Инспекторите треба да бидат на терен. Инспекторот не да гледа што дали мајсторот е облечен како што треба. Инспекторот за градежништво треба да го следи објектот како се гради. И дали се гради по принципи и по проектот. Албанија минатиот месец ја погоди земјотрес со јачина од 6,4 според Рихтер, односно 9 степени според МК за скалата, при што починаа 51 лице, 6.000 домови беа оштетени и над 3.000 лице евакуирани. Таму експертите посочија и анализите покажаа дека земјотресот не ги зеде жртвите, туку дивоградбите, но и лошите градби, градени без да се почитуваат проектите.